Во раните утрински часови среде работна недела, овие љубители на забави имаат добра цел да излезат на гласање. Our focus is really just getting the first-time voter, the young voter, the joyful voter who might not want to get out of bed to just remember the magic of it. Организаторите ги опуштеа присутните со малку јога, а потоа со музика. Дейбрейкер, познат по трезвените, енергични танцови, забави во раните утрински часови, но сега навлегува во политиката, започнувајќи ја така наречената Виолетова турнеја на помалку од 2 месеци од денот на изборите. Целта е луѓето да се регистрираат и гласаат без разлика на нивната партиска припадност. Да се обединат американците кои припаѓаат на сините и црвените и забава за гласање. Purple is the color. If you're not wearing purple, you're not down. This is what our democracy is built on. Everyone has the right to vote. We want to make sure everyone feels empowered and excited to get out and do that, regardless of who you're voting for. Лидерот на мнозинството во Сенатот Чак Шумер беше присутен на ваква забава за да зајакне пораката. Како што се доближува денот на изборите, еден танчер вели дека се чувствува загрижено. I'm not feeling very excited about it, so I need everything I can to, get pumped up. Турнијата започна на 12 септември во Вашингтон, а ќе биде присутна низ градовите на САД, вклучително и во одлучувачките сојузни држави – Пенсилванија, Мичиген и Аризона. Танчерите можат да се регистрираат за да гласаат на лице место, пред да се приклучат на подиумот за танцување.